13 мај 2014 година, почитувани гледачи, термин за вестите на КТВ телевизија. Дел од вработените во Дрекслер Мајер Кавадарци синоќа испаднаа на штрајк. Ги бараат ветените великденски дневници празнично ветени. Со овој прилог одиме подолу во вестите, а започнуваме со информација за несреќата која што денеска се случи на пругата Велес-Штип. Воз удри автобус полн со патници. Повредени се 40 на лица. Јавува нашиот дописник од Велес, Зоран Јаневски. 40 повредени има во несреќата која се случи утринава на Овче поле. Воз удри во автобус кој минувал на преминот иако биле спуштени рампите. Според патниците во автобусот, возачот се обидел да помине во средината. Возот го гледах цело време како идеше од страна, од десна страна. А како да му кажам, јас не знам дали сигнализацијата му е била во редо или не знам што да кажам. Значи не видев скоро на задните седиште, што задните седиште не се гледа позади нас и не можеш да му пренесеш на шофера. Самото слеване пред железничната пруга не видев дали има рампа, нема ли рампа. И автобусот продолжи и само кога завртех на десно, само видев во возот и силен удар и за 3 секунди тоа се заврши. Страдата слика, значи хаос. Што можам спасавам, беме малку попресебни, некако неповредани, фала на Бога. Нешто да даваме помош колку што можеме, значи борах се да може да спасам други животи, некои што беа потешко повредени, што луѓе што беа без сознание. Не се ни помрднува. Тешко беше од самиот автобус да се извадат преку скршените и тај задниот дел што се гледа на автобусот, најмногу луѓето што беа позади ги вадааме по задниот дел. Ти немаше стакло, најмногу простор имаше. Не можеме нагоре, затоа што сите луѓе беа во некоја тешка состојба, не се подигат, тешко беше. Поради многумината повредени, дел од нив биле пренесени во Велешката, дел во Штипската болница. Вкупно 32 патници од автобусот завршиле во двете здравствени установи. Поради сериозните повреди, 6 мина се транспортирани на скопските клиники. Луѓето кои останаа на лекување во болниците Штип и Велес ги посетија министрите за транспорт и здравство. 32 повредени има. Од нив 16 прво биле згрижени во Штип, 16 во Велес. Брза реакција има на амбулантните возила и на итната медицинска помош од општа болница, од здравствениот дом од Свети Николе, од клиничката болница од Штип, од здравствениот дом од Штип, од Скочани исто така. Префрлени се и во Штип и во Велес, по 16 пациенти. Од нив 6 се веќе префрлени во Скопје. Сега и седмиот пациент ќе биде транспортиран за Скопје. Од тие 6 првично што се транспортирани за Скопје, 5 се во потешка состојба и се префрлени на Карил, на клиниката за интензивно лекување и реанимација, на неврохирургија и на травматологија. Во Велешката болница на лекување се останати 10 мина. Меѓу нив има и бремена жена, но според изјавите на лекарите таа не е во животна опасност. Значи, од 10 пациенти што се хоспитализирани во нашата болница, има една трудница во 25-та гестантска седмица од Струмица, таа е витално незагрозена, значи виталните параметри се нормални, бременоста е уредна, крварење нема, има слаби болки во половината, меѓутоа е во општо добра состојба. Останатите 8 пациенти се со полесни телесни повреди, 20 пациенти, од кои едниот е со 2 скршени ребра, а другата пациентка која што беше со скочен зглоб, поради компликации во респираторниот систем, ќе биде сега веднаш препратена за Скопје. Инаку несреќата се случи утринава околу 7 часот. Возот кој сообраќаел на релацијата Кочани-Скопје удрил во предниот дел на автобусот на компанијата Струмица Експрес кој доаѓал од Штип кон Скопје. Од силината на ударот автобусот се превртел. Истрагата на полицијата треба да утврди зошто возачот не застанал пред спуштената рампа и светлосна сигнализација. Неисполнетите ветувања за исплата на празничен бонус им го кренаа гласот на вработените во најголемата фабрика во Македонија Дрекслер Мајер Кавадарци. Менаџментот на компанијата до затворањето на вестите остана недостапен за коментар. Дел од вработените во Дрекслер Мајер од синоќа го кренаа својот глас. Незадоволни се и како што велат, изиграни од компанијата, иако им било ветено дека ќе добијат празничен бонус за работа на Великден, со вчерашната исплата на априлската плата на нивните сметки ја немало празничната дневница. Синоќа штрајкуваа најголем дел од работниците во третата смена, кои требаа да седнат на машините и да работат. Се одлучиле да штрајкуваат за да го предупредат раководството дека не биле исполнети ветувањата.
Ни беше понудено да работиме за велигденските празници, а за тоа да ни биде исплатена празнична дневница од 2200 денари плюс вредносен ваучер од 1500 денари. Единствено ни беше поделен вредносниот ваучер, а ветениот бонус од 2200 денари не го добивме, се пожалија дел од вработените со кои разговаравме. И во текот на денешниот ден вработените од првата смена штрайкувале околу 1 час. Дел од нив сепак застанале покрај машините и ги извршувале работните задачи. Од компанијата денеска не добивме коментар за штрајкот на вработените и објаснување каде е настанато недоразбирањето. Ни беше ветено дека доколку раководството во Македонија добие став од Германија, ќе добиеме известување, но тоа до затворањето на вестите не се случи. Во моментов, германската фабрика Дрекслер Мајер вработува над 4000 лица од Кавадарци, Неготино, Росуман, Градско, Велес и дел од Прилеп. Просечната плата била околу 9000 денари. За прекувремена работа и работа во викенд, оние најупорните и највредните стигнувале и до плата од 15000 денари. Побројните јавувања до нашата редакција од вработени во оваа компанија. Наша екипа синоќа околу полноќ беше во Дрекслер Мајер. Таму на главната капија се уверивме дека неколку стотици вработени штрајкуваат. Обезбедувањето не ни дозволи да влеземе во кругот на фабриката. Се легитимиравме и побаравме средба со одговорните, а од обезбедувањето ни беше речено дека немало никој од предпоставените и не замолија да ја напуштиме фабриката. Исто така и во текот на денешниот ден, наша екипа беше во фабриката, но обезбедувањето не дозволи да го снимиме штрајкот на стотината вработени од втората смена. Денеска во општина Неготино се одржа состанок за втората компонента од ИПА прекугранична соработка помеѓу Македонија и Грција од областа на туризмот. Градоначалниците и представници од општините на Вардарскиот плански регион, бизнис секторот и невладиниот сектор денеска одржа состанок за подготовка на втората компонента ИПА прекугранична соработка помеѓу Македонија и Грција во организација на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион и Европската унија. Поведните насоки на состанокот ги слушнавме од Марко Колев, раководител на Центарот, и градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов. И добродојдовте на денешниот состанок кој има за цел да помогне во припремата на ИПА двојка компонента регионален развој и конкурентност, а се однесува на областа туризма. И јас сум Марко Колев, раководител на Центарот за развој на Вардарски плански регион, кој се седиште во општина Велес. Пред да го поканам градоначалникот на општина Неготино да ве поздрави и да слушаме презентацијата на господја Крипер, јас би ве охрабрил да се вклучите во дискусијата со конкретни предлози од областа на туризмот, а што се однесува на територијата на Вардарски плански регион, за да покажеме дека имаме идеи и сме спремни за искористување на средства од ова компонента. Што сите знаеме, ИПА еден вече заврши до 2013 година, каде што и општина Неготино доби еден проект за меѓугранична соработка со една општина од соседна Република Грција, Аридеја, и сега треба само да го подпишеме договорот и да се имплементира на терен. Представникот од делегацијата на Европската унија, Мојца Крипер, посека да ги слушна најголемите туристички потенцијали од овие општини за проекти за потикнување на инвестиции од инфраструктурата и проекти кои ќе овозможат нови вработувања. Полициска станица од општа надлежност Кавадарци апелира возачите на мопеди, мотоцикли и трицикли строго да се придржуваат кон правилата и законот за безбедност. Сите возачи на мопеди, моторцикли, лесни трицикли, трицикли и четирицикли пред да ги вклучат во јавен сообраќај, истите да ги доведат во технички исправна состојба, односно истите да бидат регистрирани и осигурани, а возачите да се со важечка возачка дозвола, односно возачка потврда, во зависност од категоријата на моторни возила во која спаѓа возилото кое го управуваат, се вели во соопштението до нашата редакција, со кое полициска станица од општа надлежност Кавадарци сака навреме да допре до свеста на граѓаните. Апелираме возачите и лицата кои управуваат и се превезуваат со мопеди и моторцикли, лесни трицикли, трицикли и четирицикли за време на возење на патот задолжително да користат заштитен шлем или кацика, со што би се намалила опасноста од предизвикување на повреди при случување на сообраќајни незгоди, стои понатаму во соопштението. Исто така се апелира до родителите
да не им дозволуваат на нивните малолетни деца да управуваат возила од горе споменатите категории пред да се стекнат со право за управување, бидејќи за истото ќе се соочат со преземање на репресивни мерки спрема нив согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Од страна на полициското оделение за безбедност на патниот сообраќај Кавадарци, во наредниот период ќе се преземаат засилени мерки спрема оваа категорија на возачи, како при преземање на редовни мерки и активности, така и при спроведување на акцијски контроли од превентивен и репресивен карактер, вели командирот на полициското оделение за безбедност на патниот сообраќај Кавадарци, инспектор Маријан Тасовски, на крајот од соопштението. Вие сте со вестите на КТВ, продолжуваме со останатите информации. Денеска во Општинската организација на Црвен крст Кавадарци беше реализирана доброволна крводарителска акција со бесплатна биохемиска анализа за дарителите. Кавадаречкиот Црвен крст денеска беше домаќин на доброволната крводарителска акција што ја организираше за граѓанството на Кавадарци и околните населени места. Право крв да даруваат имаат сите граѓани со добра здравствена состојба и со исполнети критериуми за дарители. Од денешната акција доктор Јасмина Трајкова од Институтот за трансфузиона медицина очекува околу 40 единици крв. Таа вели дека биохемиската анализа, која е бесплатна за дарителите, наишла на позитивни критики, а резултатите од истата преку Црвениот крст стигнуваат до оние кои дарувале. Денес имаме дарителска акција во Кавадарци. Очекуваме добар одзив на граѓанството. Правиме биохемиски анализи, потребно е 12 часа да не се јаде, од вечер со бајла. И анализите се добиваат, резултатите од анализите се добиваат во Црвен крст, во Кавадарци тука. Информираме граѓаните со резултатите. Овде во Црвен крст, меѓутоа ако има некои проблеми, нешто се информираат дополнително. Денес очекуваме околу 40 минута да се јават на акција. Мислиме дека толку ќе биде. Имаме често акции, имаме во Неготино во четврток, комбинацијата исто организирана. Така да одзиви. Задоволни сме. Годинава, убава година почна, така да бројот е, одзивот е добар. Роза Илова, секретар на Кавадаречкиот Црвен крст, потврдува дека биохемиската анализа е позитивно оценета од страна на дарителите. За нив ова е практично еден бесплатен лекарски преглед, а штом ги добиеме резултатите, ќе бидат известени, информира Илова. Инаку нашата екипа забележа одличен одзив на само час од стартот на денешната акција. Интерес за дарување крв имаше, а хуманоста несебично ја покажа и тимот на КТВ. Од културата, синоќа во Кавадарци концерт одржа биг бендот на Музичката академија на Љубљана. Прекрасно и незаборавно доживување им приредија на кавадаречките љубители на џез музиката членовите на студентскиот биг бенд од Музичката академија од Љубљана со синоќешниот концерт во Домот на културата Иван Мазов Климе, кој со изворедната програма од латино, џез, блуз и поп композиции, заедно со изворедната солистка Нушка Томишич Ројко, едноставно ја дигнаа кавадаречката публика на нозе. На почетокот на концертот за дводневниот престој во Кавадарци во името на целиот бен се заблагодари на семејството Атанасови, професорот од катедрата за џез музика на оваа музичка академија, господинот Јака Пуцихар. Ми сме ова биг бенд се устварили пред 3 години. Ние сме биг бенд кој е составен уште пред 3 години. Всушност го направивме бендот на нашата академија за класична музика, каде постои само програма за класична музика, но во тој програм студентите може да бираат некои предмети од џез музиката, значи историја на џез, хармонија, џез аранжирање, џез импровизација, џез латино, самба, поп
и така натаму. Ете така започне да работи овој бенд и тоа многу добро. Навистина, диригентот Матеј Хот е еден извореден човек кој направи чудо за овие 3 години. Минатата година имавме турнеја во Србија, каде одржавме 5 концерти. Оваа година дојдовме во Македонија, во Кавадарци и утре одиме во Скопје, значи 2 концерта. Мислам дека ќе се вратиме, бидејќи постои можност за концерт во Штип и некои други места. Како што реков, на почетокот беше еден голем и извореден ентузијазам. Нашиот диригент Матеј Хот е извореден, а студентите се исто така прекрасни. Ја сакаат џез музиката, неуморно вежбаат, сакаат да играат, сакаат турнеи, се е така живо во бендот и мислам дека тоа е основниот предуслов за успех или подуспех. Панделина е одлична пијанистка, како што знаете, таа студира класична музика во класата на најдобрата професорка по пијано Дубравка Томишич Среботњак, моја колешка, но таа е исклучителна во делот на ритмичност и поседува и филинг, така да кажам, тач за џез музиката. Мислам дека таа подеднакво ќе има голем успех и на полето на класичната музика и на полето на џез музиката. Панделина Атанасова, кавадаричката публика за прв пат ќе има можност да ја слуша во ваква изведба и со ваква музика. Токму така, да. Многу ми е мило што еве и покрај целиот тој проект, јас стигнав и овде да ги презентирам сите овие мои колеги, нели? И џез музиката, латино, блуз, свинг, така да ми представува огромно задоволство што можам да покажам и нешто друго, нели, освен класична музика. Така да, еве, мислам дека ќе успее овој концерт, се надевам ќе уживаат публиката. Да. Што освен биг бендот е ново во твојот живот? Освен биг бендот? Што се случува со Панделина? Моментално се е ново, уживам во секој нов ден, се радувам на животот, вежбам, спортувам. Така да. Докаде се студиите? Студиите напредувам. Сега сум 4-та година, тоест прва мастер. Ми останува уште една година од академијата, после сакала да запишам уште еден мастер или да одам на размена на студенти, ќе видиме како ќе ме повлече сето тоа понатаму. На 51-виот државен надпревар на млади техничари и природници кој се одржа во Пехчево, 2 први, 4 втори и 3 трети места освоија надпреварувачите од Кавадарци. 51-виот државен надпревар за млади техничари и природници кој викендот се одржа во Пехчево беше поле за културен надпревар во кој голем дел од највисоките награди и признанија ги освоија надпреварувачите од Кавадарци. Надпреварот беше организиран во 23 дисциплини, а во 18 од нив се надпреваруваа учениците од регионот на Кавадарци, Неготино, Росоман и Демир Капија. Континуитетот на успешен настап надпреварувачите од регионот го задржаа и на овој државен надпревар со вкупно освоени 2 први, 4 втори и 3 трети места. Првото место со најмногу освоени поени го освоија Оливера Панова по применета математика и Владанка Аврамова по применета географија. Вторите места отидоа кај Рената Колева за агротехника, Бојан Ристов применета физика, Виктор Ристов ракетно моделарство и Даниела Стојанова применета биологија. Третите места на надпреварот ги освоија Владо Димовски во агротехника, Иван Крстев воздухопловно моделарство и Марија Најдова во екологија. Ова се одлични резултати што покажуваат дека нашите ученици вредно работат со своите ментори, вели извршниот директор на Народна техника Кавадарци Младен Марковски. Според него, тешката конкуренција покажала дека сепак победуваат најдобрите. Времето утре претежно облачно, наместа нестабилно со врнежи од дожд и грмежи, ќе дува засилен ветер со брзина на моменти до 70 км на час. Максималната дневна температура ќе биде во паѓање и ќе достигне до 21 степен. Со информацијата за времето го завршуваме вечерашново издание на вестите. Имајте пријатни мигови со нашата програма.